večer, drago mi je što ste ovdje prvi sniženo kraja Dumira. Kaj da počnem? Kristijan Ristovski, scenarist i režiser. Nataša Petrović. Od kaj da počneme? Evo si Kristijan, može? Kristijan, ko ga praviš me intervjuto za Kinoteka sajt od kinoteka.mk, tamo navedохме дека филмот е од 2017 година. Бил прво на две воркшоп за развој на сценарио, па е монтирано што на прилика 3 мислам дека беше така. Исто за развој на филмот. Мене ми е фасцинантно, например, кога збориме за Жика Павлович. Еден од главните автор на југословенскиот црн драм, 67 година. 67 година, за една година ги снима двата филма. И Када бунтар и мртав и бел, Вуџен и Пацал. Зашто е нас толку тешко да се сними? Толку долго треба да се сними на това? Тоа знам, вајка зашто Жика бил побрз од нас. Некако по... Не знам, тешко е филм, мислам, сегде долго се снимаат. Вајда тоа биле некои времења кои имало многу поголем ентузијазам и они биле една екипа, штета кај нас што нема таква енергија, некоја колективна генерацијска или интрагенерацијска. Они сите си помагале меѓу себе и у времето на СФР, рецимо, случајно го знам тој податок од 65-та негде, кога почнува тоа сериозното правење филмови во таа држава, до крајот до распадот на државата има 58 југословенски филмови на Кан во 26 години или така нешто. Значи секоја година имало по 2, нешто југословенски филмови. Откако се распадна државата до сега, од сите држави што се од бивша Југославија нема 10 вкупно. Така да, не знам, поорганизирано се правеа филмовите тогаш и си помагаа многу повеќе луѓето. Мислам, мада ние не смееме да се пожалиме, толку многу луѓе ни помогнаа овој филм кога го правевме. Ама тешко е, многу тешко се прави филм, многу време, многу енергија треба и веројатно биле малку и поталентирани. Достоевски вика, убавината ќе го спаси светот, а ти тврдиш дека добрината ќе го спаси. Па да, мислам, немам што да додадам, го гледав во филмот. На таа тема видео, мислам, за тоа и го правев, малку да подсетиме дека не е све мрак, дека има надеж малце. Наташа, како беше да се работи со Кристијан? Не знам, имавме супер соработка, имавме еден од, не знам, ова беше можда еден од ретките процеси кај што имавме подготовка пред снимање. Така да, не знам, убаво си соработувавме, си истражувавме заедно, си читавме и заедно со Кристијан и со Давид. И, не знам, мене се уште ми еден од омилените процеси за работа. Денис? Па да, тоа само би го додал дека за разлика од повеќето филмови во кои што не го снимаме и работено, овој филм имаме малку подолг процес на работа и на тоа да навлеземе во ликовите, во карактерите, затоа и мислам дека ние како дел од екипа успеавме во тоа и колегите во филмот кои што исто ги играат двамата луѓе ми се феноменално. Тоа можеме да го извадиме, што многу ми се допаѓа. Давид, како да го кажеме, студент ученик на лекчер студио во Хората, така?
Лист разпрег институцијата. Има ли разлика? У која? Работата со Кристијан и таму. Па види, тоа мислам, кога сум работата со професори, али со работката не беше одлична, уште од првиот ден, уште од првата кога се слушнав, уште кога бев во Америка, кога ми дае запорам дека е мала просторијата моцна, па извинев. Али уште првиот пат кога зборев со Кристијан, кога ми даде индикации за аудицијата, за втора рунда на аудиција, едноставно сватив дека е многу прецизен, знае точно, мислам, пак он писал, фала Богу дека знае точно што сака да знае, как се види цела визија дека има и беше огромна чест да работам со него. Прашање? Сигурно имате некоја. Јас имам едно прашање за режисерот. Како се нафаќа на таква тема дека добрината победува кога, мислам, во сите времиња од кога постои човекот, можеме да кажеме, може ќе бидат се груп дека лошото победува, ама секогаш останува надеж за кај човекот дека не е тоа така. Ако ги гледаме холивудските филмови, тие се бла-бла во тој однос, за разлика од ова што овде беше прикажано вечерва, па ме интересира како ја пронајде баш таа тема за овој филм. Па за името. Озбилно сега. Па не знам, некако ова вајда приказната на мојот живот, многу е лично. Јас имам проблем да некако да си го најдам местото во мејнстрим светот околу нас, што е и како што не се допаѓаат вредностите според кои се живее. И некако цел живот се обидувам да се создадам некој мој свет со семеен, со некои блиски луѓе, некој бабл, некој стаклено звоно, каде што по некои мои правила ќе функционира светот наспроти тоа што е објективниот свет со објективните правила по кои функционира и не е лесно и е мачно и бара жртви, финансиски губиш нон-стоп со таквиот светоглед така натаму, така да пошто го живеам тоа, мислам дека ми беше лесно да ја раскажам приказната. Така да многу е лично, многу е интимно и многу ми е драго што најдов луѓе кои апсолутно ја споделија визијата и приватно ја споделуваат повеќето од актирската екипа и супер соработувавме баш заради тоа имаат и ваков резултат, освен работата. Јас во тој ист превед би прашал, имаше една реплика во филмот, не можам да лажам и нешто ме тера да ја кажам вистината. Дали е тоа вашата звезда водилка во животот? Па не, немам против белите лаги, понекогаш завршуваат работа за некои работи, така да не сум безгрешен. Меѓутоа има категорија од луѓе. Тоа е ликот што го играше Давид, кои стварно не можат да излажат и кои стварно имаат едноставно концептот на лага не им е близок и не го разбираат и не можат едноставно, мора, пошто си имаат обсесивно-компулсивни некакви правила и притисоци интерни, што ги имаат, кои се медицински меѓу другото и едноставно кога ќе излажат во нивниот мозок нешто е неправилно, кецовите и нулите тоа не се поредени како што треба. И мора да го направат како што треба, како што не знам, чаршафот на масата ако не е идеално
наместен, како што го подместуваат, исто така и со лажењето, така да од таму е тоа, од ликот, практично, не е од мене. Кристијан, филмот имаше светска премиера на Slamdance. Значи Slamdance важи за најпрестижниот фестивал на независен филм, а ова е уште по-независно од независност. Ти сакаш да им кажеш нешто? Да, вака ќе звучи можда малце лицемерно, ама од сите фестивали на кои што аплициравме, еве го и Ицко доаѓа директно од представа. За тоа малце закъсни, ама најави. Од сите фестивали на кои аплициравме, некако искрено највише се надев дека таму ќе не селектираат, затоа што е еден фестивал што прво има повеќе причини, зашто прво го прават филмаџи и некако кога ќе имаш признание од колегите дека нешто добро си направил е супер чувство. Второ, за разлика од повеќето европски фестивали, Slamdance нема концепт, рецимо, оваа година да гледаме дека све филмови за избеглици ќе правиме, не знам, следната година за трансджендер или не знам, него едноставно бираат филмови само што по-не мејнстрим можно да бидат и лани гледав 7-8 филма од 10 беа во официјална селекција, не успеав сите да ги изгледам и сите што ги гледав беа диаметрално спротивни од другите. Значи немаше два филма што личат еден на друг. И тоа е вториот супер квалитет на тој фестивал, така да штета што нас кога не селектира требаше да биде со физичко присуство на фестивалот, после тоа во декември лани Америка забрани државно тоа на собирање и не отидовме таму, ќе беше убаво да видиме и америчката публика вака уживо како реагира на филмот. Да, инаку е битно дека е филмот избран меѓу 8.000 и 100 беше, така? Да, конкурентно. Да. Ево Ивица дека земе воздух, зашто доаѓа директно од представа, е Наташа, сакам да ја прашам нешто. Наташа, ти... Опа! Ова, Еден или овој? ти имаш завидно меѓународно искуство, нели? Кој ќе спореди со работата во тие проекти и овој филм. Секогаш е тешко да се спори тоа, не знам зашто. Извинете, ова не би можела да ги споредам како искуства работни од тој аспект, како дали овој филм подобро соработувавме отколку... Повеќе мислев емотивно. Емотивно? Јас секој проект го доживувам емотивно на свој начин и сите проекти ми се, не знам, различни еден од друг, затоа што мојот пристап кон секој еден проект е различен. Така да од тој аспект не би можела да ги поделам. Единствена споредба која што можам да направам со работа на проекти надвор од Македонија и проекти во Македонија е од продукцијски гледен аспект. Со самото тоа што овде сите сме свесни колку и како се финансираат филмските проекти и со колкави буџети располагаат. На сметка на тоа и нормално страдаат многу повеќе сектори, не само ние. За разлика од тоа, не знам, во другиве проекти кои што ги имам работено надвор од државава, единствена разлика е таа продукцијската, која што бидејќи тоа можеби сум имала таква среќа да сум работела во проекти кои што се не толку лоу баџет, значи со некои пристојни буџети и на сметка на тоа и некако има многу поголем респект и поголемо внимание и некакви поголеми ресурси имаат за секој сектор, вклучувајќи ги и нас. Тоа е тоа. Само од тој аспект можам. Ивица да го вклучиме. Ивица, пази, пошто очигледно ги расипам.
во овој филм, како да си гледал твоите авторски филмови, Колпање или останатите. Како ти беше искуството од века? Па не знам, уште на кастингот некако имав чувство дека ќе влезам во овој филм, не знам зошто, уште на прв кастинг кога отидов. И после тоа, кога поминаа сите овие фази од кастингот, се јави Кристијан, јас не бев тука нешто дека работев некоја представа надвор. И баш се онака бев не бев изненаден, некако го очекував тоа. И после кога тргнавме со проби, многу целиот процес ми беше многу близок, бидејќи и тоа го поздравам, Кристијан правеше проби, тоа е многу значено, поготово кога работиш дугачок филм и кога имаш повеќе карактери. Знаеш, кога имаш помалку карактери, можеш и низ правењето на филмот да правиш некои работи. Ама кога имаш многу карактери, како што бевме ние во филмот, беа презначени тие проби. Така да не знам, може би како што викаш, од тие филмови сум беголов дека као некој миксап од тие ликови, но Ја мислев како природно, како на некој начин, баш како природно така. да, имав, не знам, и на снимањето овој Денис ке каже, имавме некако супер чувство, сите бевме многу лесно одеше, иако нашите сцени, можам искрено да кажам, беа технички најтешки, бидејќи сите беа на стедикем, значи сите кадри се 90% од нив се one shot, значи нема кратење план конtra план. Да, нема стоп, така да имаше некаде кај што правевме по 20 тейка, за да не ради нас само, него ради техничка работа, бидејќи се се случува, поготово кога носиш стедикем и кога треба да има еден мизан кадар кој почнува од надвор, па заклучуваме внатре, па искачаме надвор и продолжуваме да одиме некаде, не знам, некој друг простор. Така да, не знам, беше супер искуство. Фала на цела екипа, на сите луѓе што гледа филмот и на Кристијан, само тоа можам да кажам, нека се множат македонски филмови, ќе бидеме, ако има повеќе македонска продукција, ќе бидеме сите подобри. Денис, истина ова што ви Денис? Зашто многу работи кажа, ја пола слушам, пола негативно. Па да, беше доста напорно, баш од тој аспект, што една наша сцена траеше можда по 4 минути, 3-4 минути, тоа во... Обично тоа на платно изгледа дека толку едноставно, само седите пред видео. Да, така изгледа, така, ја го гледам како изгледа, ама не беше баш така. Така да, не знам, мене ми беше тоа прво искуство кај што имам шанса како актер да видам дали можам да издржам една цела толку долга сцена, така да, не знам, тоа ми е убаво искуство, тие сцени ми се свигаат можеби и највише од тоа што го работам во филм. Давид, твојот лик има едно нарушување, Асбергов синдром, така се беше точно? Аспергер синдром. И колку истражуваше за тоа? Па, многу. Може ли за тој процес да ми кажеш? Па, прво нешто што почнав да правам е што имам слушното, не знам, Джек Николсон кој работел на филмот As Good As It Gets, мислам се викаше, да, така се викаше, он исто има аутистичен и кој иде надвор на тротоари и проба да не гази на линија и прво нешто што беше окей, можам такви работи да правам и пополека да стекнам некои такви навики, такви ритуали, или секогаш кога седнав да работам на ликот, морав прво масата да се избришам, да се исчистам, да си наредам све како што треба. Не сум таков човек, не сум до толку организиран, значи можам имали почнав такви работи да правам, после почнав интервјуа да гледам, документарци, да читам нормално многу. Не гледав филмови кај што има такви слични, не кев да подсвесно, не знам, да ме привлече да правам нешто што е веќе направено, али углавном тоа беше процесот. Секаде морав да си стекнам некои ритуали, како што поминуваше време, ми станува и поголеми, кога заврши филмот, сватив дека морам да ги тргнам сите тие ритуали, што стоја малку со мене. Развиваше тој као поскови што би било, тој процес да ги тргнеш тие брзо, идеш? Па искрено се наоѓав месецина од кога заврши филмот дека некои мали гестикулации што сум ги правил, као и ова може ли кога го прави или кој е нервозен, кој ми стоја со мене. Стварно ми стоја и што му се преда.
се надевам. Поделете прашање. Прво, Дамата прво. Ме интересира за интертекстуалноста помеѓу приказната за Снежана, Седумте џуџиња или самиот процес на градење на сценариото. Искрено гледав и го ликовите, пробував да најдам некои од карактерите на џуџињата, ама ме интересира како го работите данас. Тоа некако случајно стана, не беше нека голема намера. Прв индустри настан, така ги викаме тие, кај што беше селектиран филмот како добил пари во Македонија, беше во Сараево на Cinelink, тоа е филмски маркет. И требаше наслов да има никаков филмот. И ставивме нешто да кечи да биде, да влегува во уво, да го памтат луѓето и све тоа. И после тоа го селектираа на други маркети, на програми за развој на сценарио, work in progress и така натаму. И веќе сега таа мрежа што си ја направил и глупо е да го менјаш, зашто ќе ги изгубиш сите луѓе што чуле за филмот пред да се направи по Европа. А тоа е битно после за фестивали, за селекција, зашто ќе кажа, овој го знам го в Сараево, тоаш беше или не знам беше на Sources 2 или беше на Midpoint и така натаму. И во еден момент свативме дека треба тоа малку да го појачаме во сценариото. Насловот дојде од името на еден од ликовите на Снежана. И после тоа се допиша онаа сцената во физкултурната сала, која професорот по физичко малтретира женава со таа глупата приказна за родителите на џуџињата, што мислеле која ги правеле едно по едно све до седмата. Така немаше неколкава намера во тоа, но мислам дека така миц по миц на крај добро испадна. И си го задржавме наслов. Пред да ви давам прашање, само би сакал да се подсетиме на Лјупчо Тодоровски упа улогата на физкултурецот, дали негова последна улога? Предпоследна, ама и за последната сум ја крив исто. Тоа е еден хрватски филм што скоро ќе игра тука, а јас сум копродуцент македонски на тој филм. Се вика Носеше црвена шамија, англискиот наслов е и свините летаат. Да, така да ќе имате скоро прилика да го гледате упало најпоследната улога, ама е предпоследна. Да, прво, честитки за целата екипа, од почеток до крај беше сега мирно уживок за филм. Да се надоврза на претходното прашање, однос на развојот на диалозите. Колку нив се развиваа за време на пробите, а колку може би имаше импровизација на самиот крај? Повелете. Повеќето работи ги беа сценарио, значи може би 90%, но за време на пробите малце отворивме работа, пошто секогаш кога ќе напишеш сценарио, колку да ти е најдобро на тебе, кога ќе жив глумец, кога ќе почне да го кажува текстот, гледаш, понекогаш се одбиваат работи, буквално како дзик. И тоа е и доблеста на Кристијан, мислам, кога работиш со актери, да дозволиш и тие да учествуваат во тоа, особено во диалошките сцени. И таму има и, како да кажем, баш од карактериве што ги имаме ние, влегува некои работи кои попатно се случија на проби, чак случија некои на снимање, се случија инцидентно, мислам. Но 90% од диалогот е тој што беше на почетокот, мислам, само некои мали ситници се моделираа. Сакате вие да Тоа е стварно се што кажа Искрен. А во однос на снимањето преди беа мајца сниматели. И не приметивте ли како актери различно нешто или не?
бидејќи во филмот двајца сниматели биле се се овие кастрати, кој ги снима само ноќните сцени, да? А Димо Попов само дневните сцени. Имавте ли, например, не знам, поимахме интеракција со директорот на фотографијата? Да, нормално. Сега за ново прашање, мислам дека Кристијан би требало да одговори за тоа што он Има одговарано во интервјуата, затоа прво. Да, али ја не можам сега да навлезам во тој однос, тие сцени се снимани од 20 директори на фотографија, така да тоа не ви кажам ништо повеќе. Ништо, мислам, тоа ние не го приметуваме, како да кажам, мислам. Тоа е тоа. До вчера, мислам, работиш со еден човек, па исто имаш супер фидбек, продолжува друг исто супер фидбек, тоа е тоа. Тоа било заради, нели, заради фотографиските Направите Ја не им давав на директорите на фотографија да ми ги пипаат глумците, така да ништо не осетија разлика. Нема, они нек си местат таму светло, камерата, менјаат објективи, доста е тоа. И убави да бидат на камерата, да не ги направат грд, погрди да се него у реалност. Значи, треба да се поубави на филм, него у реалност. Тоа е работата на директор на фотографија, пролепшо све. Меѓународниот пат на Снежана? Па нормален е светска премиера во Америка, европска имавме во Русија, на Московски филмски фестивал, што е фестивал во категорија, ама не смееме да се фалиме, нели, пошто сега да не ме скенслаат дека сме за Путин. И така да тој го пречутавме. Кај нас нели домашната премиера Манаки има мали фестивалчиња, некои што не се вредни за споменување. Нели као секој филм играш на 2-3 големи, после тоа оди на еден куп помали фестивалчиња што едино ни е битно скрининг фи да плаќаат нешто да заработиме од филмот. Освен овој изгледниот хрватски филм на кој што си работил, нели некој проект во извесен или во имена? Па, ќе има негде до дедлајнот за следниот конкурс на филм. Така да... Океј, актерите не ги прашуваме. Војлете прашање? Може некој има претирано прашање. Илица може? Не фаза тоа рек. Горин се надевам дека уживавте во проекцијата и во разговорот со екипата. Извинете ако ве удавивме.